Последни вести денеска, добро вечер. Тешка сообраќајна несреќа се случи вечерва во Ѓорче Петров, кај комплексот Александрија. Според информациите на МВР, во несреќата учествувале 3 возила, 2 автомобила и 1 мотоцикл, а се случила на крстосницата од улиците Скупи и Ацо Шопов. 2 лица со возило на итната медицинска помош биле пренесени во болница за укажување помош, но не е познато колку се сериозни нивните повреди. Очевидци за Канал 5 велат дека најтешко поминал мотоциклистот, чиј мотоцикл бил речиси преполовен. Неофицијално едно од возилата, обидувајќи се да претекне друго, удрило директно во мотоциклистот. Во моментот се врши се уште увид на местото на настанот и местото го обезбедува полицијата, а улицата е затворена за сообраќај. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје ја преиначи одлуката за Асмир Јаковски. Мерката куќен притвор ја преиначи во ефективен притвор. Кривичниот суд ја прифати жалбата на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција против решението на судија на претходна постапка против Јаковски, а поврзано со истрагата за набавка на мазут во ТЕЦ Неготино. При носењето на ваквата одлука, Кривичниот совет оценил дека постои опасност од бегство и околности кои што укажуваат дека осомничениот може да ја попречи истрагата со влијание врз сведоци. Против ова решение, странките имаат право на жалба пред Апелациониот суд Скопје, се вели во соопштението на Кривичниот суд. Премиерот Христијан Мицкоски предупредува на можни последици од однесувањето на членовите на судскиот совет. И гледаме дека поединци од таму терат и нет. Мислат дека со и нет ќе успеат нешто да направат. Јас сум постојано со народот. И го слушам народот како реагира. И јас само сакам да кажам дека доколку не постапат соодветно на одлуката на тие кои што ги бираат, тоа се парламентарците, се плашам дека може да им се случи народ. Да се самоорганизира и да протестира, затоа што народот е желен за правда. Имам чувство дека доколку дојде до оваква ескалација и излезе народ да протестира, дека тој може да биде многуброен и нормално поддржан лично од мене. Европските синдикалци со поддршка на Сојузот на синдикатите на Македонија и со порака да престанат притисоците врз ССМ. Од Европската конфедерација на синдикатите соопштија дека начинот на кој што се води социјалниот диалог во земјава ќе најде место и во извештајот на Европската комисија. Маја Стојановска. Европската конфедерација на синдикати постојано го следи почитувањето на правата на работниците во Македонија, како земја која претендира за членство во Европската унија, но и почитувањето на правата на синдикатите и притисоците на кои се изложени периодов, поради нивното легитимно барање за покачување на минималната плата, вели секретарката на Европската конфедерација на синдикатите Ајарц. Таа нагласи дека се во тесна соработка со Европската комисија, а начинот на социјален диалог на власта и синдикатите детално ќе биде образложен во извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија. Да се биде синдикалец е човеково право, е работничко право кое што мора да се почитува и ниту владата, ниту работодавачите не смеат да ги напаѓаат синдикатите. Ако треба, синдикатите ќе излезат и на улица, меѓутоа ние очекуваме диалог. Нагласувајќи дека и со законското усогласување кога минималната плата би изнесувала 24.400 денари, таа повторно би била најниска во регионот. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов изјави дека синдикатите на притисокот од политичките партии ќе одговорат со притисок за остварување на работничките права. Несвојствено и спротивно на принципите и на меѓународната организација на трудот, како и на демократските држави, не владата, туку политички партии да напаѓаат синдикат за тоа што барат зголемување на платата. Нашата главна заложба е зголемување на плата и не може ниту една политичка партија да не убеди во спротивното. Носење на заклучок врз основа на еднострана информација е незрел потек, изјави премиерот Христијан Мицкоски, кој ги покани представниците на ЕКС да ги слушнат и неговите аргументи околу зголемувањето на платите, што според него би го променил нивниот заклучок. Поддршка околу барањето на ССМ за повисок минималец добија и од синдикатите од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора на средба на регионалниот синдикален совет Солидарност.
Денеска навршуваат 24 години од почетокот на вооружените борби во конфликтот 2001. Председателот на Достоинство Стојан Чангелов вели дека 15 семејства на загинати бранители се уште чекаат државата да им се одолжи за жртвите на нивните најблиски кон татковината. Тој смета дека законот за бранителите, поднесен од СДСМ, направил проблем онаму каде што немал. Од страна на пратеничката Славјанка Петровска беше поднесен еден закон во кој што беа измешани сите и семејствата на загинатите бранители од 2001 година, но и загинатите од 2 хеликоптерски несреќи, семејствата на загинатите од диво населје, но и генерално сите загинати припадници на македонската армија и полиција од 1991 до денес. Ние очекуваме откако ќе слегнат сите овие страсти кои што се појавија со овој, би рекол, непотребен политички маневар, кој што нанесе штета на нас бранителите во една разумна атмосфера, тоа некаде после локалните избори да најдеме решение за овие кутри семејства. Тоа беше се. Пријатна вечер.